Во гимназијата Љупчо Сантов, успехот во првото полугодие во учебната 2013-2014 година генерално е подобар во споредба со изминатите години. Подобрување има и на поведението кое учениците од година во година го поправаат. Се помалку и бегаат од училиште, зашто покажува намалениот број изостаноци, истакна директорот Лазар Димитриев. За 7% е подобар успехот на учениците во Средното општинско училиште Гошови Кентиев во споредба со ланската година. Поведението е подобро и во ова училиште, но останува проблемот со големиот број изостаноци, кој ни за малку не е намален во однос на претходните години. Добро е што не е поголем бројот на изостаноците, туку барем стагнира, рече директорот на училиштето Димче Сребренов и додаде дека постојано се применуваат методи на решавање на тој проблем, кој беше истакнат и од страна на државните инспектори по спроведената интегрална евалуација во училиштето. Конкретните бројки за успехот на учениците засега ќе останат интерно во училиштата, додека не поминат на седница на совет, пошто ќе може да бидат обелоденети во јавноста, рекоа директорите. Според нив, подобрувањето на успехот и поведението на учениците се должи на советувањето на родителите, чии ученици имаат единици, што не се дисциплинирани и што отсуствуваат од настава подолг период. Педагошката служба на училиштето ги вика родителите на проблематичните деца, ако се однесува на успехот, поведението или на отсуството на учениците, и заеднички работат на подобрување на постоечкиот проблем. Тоа значи дека родителските школи даваат резултат и засега функционираат задоволително. Школите функционираат на тој начин што родителите на децата кои имаат повеќе од 3 единици и повеќе од 10 неоправдани доаѓаат на училиште и слушаат предавања од училишните педагози и психолози, кои пак ги учат како треба да постапуваат со децата за да го подобрат успехот и однесувањето додека се во наставата. Родителите мора да одат на советувањата, во спротивно се соочуваат со казни од 200 до 700 евра.